Во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис во саботата во паркот на Револуцијата во Кочани беа поставени штандови со разни специјалитети од кочанското бело злато. Гостите на манифестацијата, присутните министри, представниците од амбасадата на Швајцарија во Република Македонија, од програмата за зачувување на природата во Македонија, од Центарот за развој на Источниот Атлантски регион, ги посетија штандовите и имаа можност да вкусат од подготвените специјалитети. Присуствуваа и на организираната програма со настапот на фолклорни ансамбли и групи од Македонија, Босна и Херцеговина и Бугарија. На настапот присутни беа и гостите представници од официјалните делегации од збратимените општини Сигенцен Миклош Унгарија, Крижевци Хрватска, Крањ Словенија и Разлог Бугарија, а сите присутни ги поздрави градоначалникот Илиев. Земјоделската традиција е длабоко навлезена во културата и обичаите на кочанци, а оваа манифестација е чувар на дел од нашата културна историја, на духовното и материјалното наследство. Манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис има културни, но и економски пораки, со еден основен мотив – одржувањето на сознанието за квалитетот на Кочанскиот Орис. Искрено се надевам дека актуелните земјоделски политики ќе трасираат поубава иднина на оризопроизводителите и на Кочанскиот Орис како значаен македонски бренд. Општина Кочани, за да го поттикне и мотивира земјоделецот, секоја година во рамките на манифестацијата прогласува најуспешен земјоделец. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку Агенцијата за рурален развој редовно ја поддржува општината во обезбедување награда за оваа намена. Наградата за најуспешен земјоделец годинава му припадна на Злате Данев од село Бели Кочанско. Огромно задоволство е да бидеш неуспешен земјоделец. Можеби од причина што земјоделството е тешка и макотрпна работа. И да се биде неуспешен во таа гранка на вистинува представува предизвик и поттик за секој земјоделец. Ја користам оваа прилика да упатам голема благодарност како прво на домаќинот и организатор на оваа манифестација, градоначалникот на општина Кочани Никол Челиев, кој во овие рамки на оваа голема меѓународна манифестација не заборави и нас земјоделците. Би препорачал на сите земјоделци од мојата општина да постигнуваат успеси во оваа работа, да не се колебаат во овие тешки времиња, да се обидат и тие да добијат награда за најуспешен земјоделец, бидејќи тоа навистина представува чест и уживање за секој земјоделец. За прв пат во рамки на манифестацијата, општина Кочани додели и признание за хуманост. Човекот на кој му беше доделено ова признание е Кирчо Стојов од Кочани, кој што со дарување на дел од својот орган спаси млад живот, кој долго време се бореше со тешка болест. Тој наш сограѓанин нека ни биде пример за човеколюбие, пример како треба да ја градиме човечката големина и да се потврдуваме во вистинска смисла на зборот, рече градоначалникот Илиев при доделувањето на признанието. Програмата за одбележување на деновите на Кочанскиот Орис продолжи со настап на фолклорни ансамбли и групи. Први настапија членовите на фолклорниот ансамбл Кочани, потоа следуваа Младински културен центар Босна Арт Стјепан Поле од Босна и Херцеговина, Културно-уметничко друштво Руен од Кочани, фолклорен ансамбл Пиринче Благоевград Република Бугарија, фолклорен ансамбл Никола Јонков Вапцаров од Скопје, ансамблот Љупчо Сантов од Оризари, ансамблот Пирински Полах Добриниште Бугарија, Културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово, ветераните од фолклорниот ансамбл Кочани, фолклорната група Вила Зора од Велес, фолклорната група Копачка село Драмче Делчево, ансамблот Мугри од Кочани, уметничкото друштво Кавалџи општина Босилово и малата група на фолклорниот ансамбл Кочани со Тресеница, како и групата Старс Бенд од Кочани.